Вести во 9 часот ви благодарам за вниманието. Полека се подобрува здравствената состојба на потешко повредените во пожарот во Кучани кои се на лекување во странските здравствени центри. Сепак и натаму има лица кои се во критична состојба. И во овие вести во живо колешката Габриела Лескова ја следи нивната состојба. Габриела, кои се последните информации кои што успеавме да ги обезбедиме? Овие вести ги отвараме со убава вест дека неколку пациенти кои што се на лекување во странство од вчера до денес разликата е што почнале веќе самостојно да дишат. Меѓутоа сепак останува дека повеќе пациенти се исто така во критична состојба. Меѓутоа во главно гледано стабилна е состојбата на сите пациенти кои што се моментално на лекување во странство. Согласно последните информации 111 лица се наоѓаат на лекување на клиниките во странство. Во текот на вчерашниот ден извршен бил транспорт на над 10 лица и тоа 3 пациенти во Турција, 7 пациенти во Шпанија, а и последниот транспорт е направен со 2 повредени во Чешката република. Инаку меѓу овие 111 лица 30 се наоѓаат во Србија, од кои што 12 во центарот на ВМА. Оттаму стигна утрово и информацијата дека не може точно да се предвиди колков процесот ќе биде практично на опоравување, бидејќи станува збор за навистина големи изгореници. Меѓу останатите лица кои што се на лекување во странство имаме 15 во Бугарија, 12 во Грција, 9 во Турција, како и во болници во Австрија, Словенија, Литванија, Белгија, Италија, Полска, Шведска, Турција и Норвешка. Во продолжение да ги слушнеме најновите информации од координаторот кој што е задолжен за информации со јавноста во однос на состојбата на пациентите, меѓутоа и за транспортот кој што е извршен во текот на изминатите 24 часа. Во текот на изминатите 24 часа вчерашниот ден беа упатени во Турција 3 пациенти, во Шведска 2 пациенти и во Шпанија 7 пациенти. Одлуката за упатување беше врз основа на одредени параметри кои што сметаше стручниот тим дека ќе бидат подобро третирани во земјите каде што ги упати. Инаку што се однесува до состојбата со другите пациенти, немаме податок до вчера до 23 часот дека има влошување, имаме информации дека горе-доле пациентите полека се извлекуваат од таа состојба во која што или артифицијална вештачко дишење, односно дишење на апарат, или се екстубираат, односно се пуштаат сами да дишат. Имаме информации стигнати во текот на ноќта од Белгија дека 4 пациенти кои што се во Белгија се стабилни и дека се третираат како што треба, дури почнати се планирања за да бидат испишани или да бидат вратени за 10 до 15 дена. Нема влошување на состојбата, секаде имаме по неколку или некој критичен, но генерално немаме влошување на состојбата, што ни дава еден оптимизам. Однос на пациенти кои што се лекуваат во Скопје, бројката е 72 и денеска и утре се планираат одредени исписи, најверојатно ќе има испишување, односно пуштање на домашно лекување на пациенти до понеделник. И следна фаза што ни е многу важна е рехабилитацијата на пациентите за која што се почнати подготовките. Тие треба да внимаваат на своето здравје и за секој симптом доколку почувствуваат нешто да се јават на лекар за да се направат дополнителни испитувања, заради тоа што овдека се бориме со две работи. Се бориме со изгореници, се бориме со инхалациони гасови кои што не знаеме колку биле токсични. Имаат категории односно испитувањата кои што се прават, дали станува збор за интоксикација или само за инхалација на штетни гасови, така да врз основа на тоа треба да се одлучи за каков степен на оштетување или труење станува збор. 111 лица во странски болници, со тоа што тука има динамика, предпоставам дека денеска завршуваат преносите во странските болници. Утрото тоа беше Турција 3 поведени,
Шпанија 7 повредени и последниот транспорт мислам дека ќе биде Чешка со 2 Мислите дека повредени. заврши потребата од лекување во странство? Да, затоа што заврши доаѓањето на нови повредени во македонското здравство. Многу работиме на тоа, меѓутоа веќе мораме да размислуваме и на враќање на децата и мислам дека веќе во понеделник ќе ги имаме првите Какви се враќања. Габриела, како што имавме можност да слушнеме 70 на лица и натаму се хоспитализирани на клиниките низ државата, каква е нивната состојба? Да, вкупно 72 повредени пациенти во несреќата во дискотеката Пулс во Кочани се распоредени во скопските клиники и тоа во 8 септември каде што се наоѓаме и моментот, дел во Стара Градска, дел во комплекс клиники Мајка Тереза и во приватните Жан Митрев и Систина. Како што можевме да слушнеме од надлежните, состојбата генерално е стабилна, меѓутоа сепак има одредени пациенти кои што се на интензивна нега. Од она што можевме од претходните вести да го дознаеме, односно од раководните лица, во Стара Градска се наоѓаат 11 пациенти. Во текот на изминатите 24 часа е извршена трансплантација на кожа. А веќе имам исто така и најави дека одредени пациенти се пуштаат и на домашно лекување. За состојбата на пациентите во Стара Градска слушаме во приложение. Бројката на згрижени е иста како и претходните денови, значи 11 пациенти се згрижени, тие се во стабилна здравствена состојба. Во текот на вчерашниот ден се обработени 7 од нив, значи хируршки се обработени. Кај тројца пациенти е пресадена кожа или трансплантација на кожа е направена, така да се продолжува и понатаму со лекувањето. Се знае ли што каков период следува, кои се следните постапки, какви лабораториски испитувања, колку уште треба да има трансплантација? Па видите, сите што имаат подлабок тип на изгореници ќе треба да се направи трансплантација на кожа, така да во однос на лабораториските анализи се прават регуларните редовни лабораториски анализи плюс токсиколошки испитувања во однос на евентуалното вдишување на отровни гасови. Да, како што напоменав, 72 пациенти на клиниките во Македонија и уште 111 повредени на клиниките во странство. Непосредно пред вклучување на линкот и со започнување на овие вести започна и состанокот на кризниот штаб, па повеќе информации, најнови детални ќе имаме во 10 часот, за каде што е најавена и пресконференција на надлежните за сумирање на информациите во изминатите 24 часа. Инаку е веќе добро познато во јавноста дека владата донесе одлука за префрлање на 30 милиони денари на сметката на службата за општи и заеднички работи, а се наменети за покривање на трошоците за авионски карти и смештај на членовите на семејството од Кочани кои што имаат некој член од семејството, а се лекува во странство. Согласно досегашните информации, згрижени се, односно покриени се трошоците за 142 лица, а досега се потрошени 3,5 милиони денари. Првиот човек на Созара, Ивица Томовски, во телевизиско интервју вчера вечер изјави она што ние како Созара го правиме: првично контактирање, детектирање на лицата, пренаоѓање на нивните телефонски броеви, секојдневно контактирање, односно на секои 3 часа им се јавуваме на луѓето и ги прашуваме. Ги помагаме логистички заедно со амбасадите кои се во земјите каде што се лицата. Засега за 142 лица обезбедени се сместување и авионски карти. Потрошени се почетно околу 3,5 милиони денари. Велам почетно затоа што не знаеме колку време ќе им треба за лекување, но треба да знаат дека целосно и максимално се што ќе излезе како трошок ќе биде покриено од владата, изјави вчера вечер првиот човек на Созара Томовски. Инаку имавме и сведоштва од лица кои што искористиле оваа можност и притоа ја ги повикаа сите семејства кои што се засегнати од страшната трагедија во Македонија да искористат оваа можност да ги контактираат надлежните со цел да им се олесни целиот овој процес и да бидат со нивните најблиски додека трае нивниот третман на опоравување.
Трагедијата се случи, Македонија се зави во црно. Во текот на вчерашниот ден беа погребени и повеќе од загинатите во дискотеката Пулс. Меѓутоа, прашањето што се поставува сега е како да се одвива процесот на рехабилитација. Зајакнати тимови од психолози, психијатри се упатени и веќе со денови се на располагање во општата болница во Кочани. Достапни се за граѓаните 24/7. Значи секој што има потреба, а е засегнат од трагедијата, од Министерството за здравство апелираат да побараат стручна помош токму кај овие лица. Од несреќата веднаш по несреќата практично и од Министерството за образование и наука испратија конкретни совети и чекори до родителите во однос на начинот на кој што треба да се соопшти оваа трагична вест на нивните деца. Разговаравме со социолози кои што велат и апелираат до сите наставници, родители, професори и стручни служби во училиштата да се да се вклучат во целиот овој процес со цел на децата полесно да им се соопшти веста, нивните емоции да се почувствуваат, а да не бидат потиснувани. Дури и за време на наставата да не се одржи настава, ако треба туку да се разговара токму за психолошкото здравје на децата. Во продолжение да ги слушнеме деталите по однос на зајакнатите медицински тимови кои што се упатени во Кочанската болница, меѓутоа и дали има правилен начин на рехабилитација по страотната несреќа која што се случи во Кочани во дискотеката Пулс. Психолози, психијатри и останати стручни лица се во Кочани и се на располагање за потребите на граѓаните во овие тешки моменти. Од Министерството за здравство потврдуваат дека зајакнати медицински тимови се на терен и се достапни за граѓаните. За психосоцијалната работа Министерството за здравство веќе објави еден број за консултации. Клиниката за психијатрија ангажирана, испратени се низ помош луѓе во општата болница во Кочани. Траумата е огромна во цела земја, посебно во Кочани, Облешево, Виница, местата каде што има погинати. Веднаш по несреќата од Министерството за образование и наука испратија низа препораки до родителите за постапување во вакви вонредни ситуации. Меѓу приоритетните совети кои се испраќаат до родителите се наведува првенствено да ги уверат децата дека се безбедни, да разговараат со нив, но и да го ограничат времето во гледање на вести, како информации кои кружат на социјалните мрежи. Експерти по социологија истакнуваат и важноста на воспитно-образовните професори во овој ковен период, да стават приоритет на разговорите со децата и за време на часовите, а емоциите да не се потиснуваат. Дозволете им на децата да ги исполат своите емоции. Разговарајте со нив, тоа е клучно за родителите. Квалитетното родителство во смисла поминете време. Прашите го што го тишти, објаснете му го на некој начин животот, дека без оглед велам како карактерно, затоа што добиваме ние мейлови овие денови, вели некој моето дете се осами, стави слушалки, не сака да разговара. Стресот дополнително, знаете нешто, ако се таложи еден ден ќе ескалира, ќе експлодира. Тешко ќе биде да се врати и довербата во институциите, која по страотната несреќа е струшена. Нема адхок решение за да се излечи стравот на граѓаните, да седнат на кафе, да влезат во угостителски објект. Довербата во смисла во секој ден објект каде што ќе влезете, вие може да чувствувате дека да не се чувствувате сигурно. Моментот на сигурност полека треба да се враќа велам таа доверба, но потребно е време, бидејќи траумите кои што ќе бидат кај делот, кај поголемиот дел, меѓутоа поготово оние кои што се директно засегнати, кои што изгубиле некој свој близок, ќе бидат големи. Треба време, не може ниту адхок решенија, ниту нешто што и волшебна механизам и капсула не постои за тоа. Габриела Лескова, Сител телевизија. Би сакала да истакнам и информацијата дека Институтот за трансфузионна медицина располага со доволно количини на безбедна крв. Во моментот Институтот располага со 13.134 единици свежо смрзната плазма и 2.473 единици еритроцити од сите крвни групи. Ги замолуваме граѓаните, порталите и медиумите да не објавуваат невистините информации
кои поради сензитивноста на состојбата прават пореметување на годишниот интегрален план за крводарување, стои во соопштението на Институтот за трансфузионална медицина на Македонија. Да сумираме, започнате состанокот на кризниот штаб и повеќе информации, најнови информации се очекуваат на пресконференцијата закажана за во 10 часот, каде што министерот за здравство и сите останати засегнати каде што се лекуваат повредени пациенти ќе соопштат дополнителни информации. До сега 72 се лекуваат на клиниките во Македонија, а 111 се во странство. Убави вести имаме дека се подобрува состојбата на дел од пациентите кои што се лекуваат во странство, бидејќи започнале самостојно да дишат. Меѓутоа, се уште имаме десетици пациенти чии што состојба е критична. Студио? Габриела Лескова, јас ти благодарам за овие информации. Секако до вестите во 12 часот веќе ќе имаме и најновата состојба која ќе биде соопштена од страна на здравствените власти. Остануваш на терена и ние продолжуваме на терен, одиме во живо од Кучани каде во теке истрагата која од вчера вечер е проширена и со тројцата поранешни градоначалници на Кучани кои се и веќе приведени. Тамара Дичевска е таму. Тамара, од утринава многу тешко се доаѓа до нови информации од страна на обвинителството, што знаеме до овој момент. Да, како што напомена и ти, информација од обвинителството да добиеме е многу тешко, иако ги најавија за текот на денешниот ден, се уште сме во отсуство на официјални информации, но она што ние го дознаваме од извори на истрагата дека определен 30-дневен притвор за поранешниот министер за економија Кришник Бектиши, како и другите 3 раководни лица во министерството со кое раководеше во времето Бектиши. На нив им е одреден 30-дневен притвор. Одбраната синоќа пристигна и тука во нивната одбрана во судот во Кучани, но како што напоменав, чекаме и официјални информации од обвинителството за определениот 30-дневен притвор за нив четворица. Значи дека започнала и официјална истрага со оглед на тоа што оној краткотраен притвор од 48 часа кој што им беше определен на 2 пати, им прекина. Обвинителството се одлучи на чекорот да побара 30-дневен притвор за нив. Според информациите, синоќа тука во Кочани се одвиваше полициска акција, како што напомена и ти во најавата, беа приведени тројцата поранешни градоначалници на оваа општина. Станува збор за градоначалникот во оставка Љупчо Папазов, поранешниот градоначалник Николчо Илиев и градоначалникот поранешен Радко Димитровски. Сите тројца заедно со уште едно лице синоќа беа приведени по насоки на јавното обвинителство, како што соопштија вчера од обвинителството дека во теке полициска акција и се приведуваат сите оние кои што постои сомнение дека се некако инволвирани во пожарот кој што се случи во дискотеката Пулс во неделата. Синоќа ние бевме и тука пред судот, имаше засилено и полициско обезбедување и полициски комбиња, но од страна на вработени во МВР ни беше посочено да се тргнеме одпред влезот на судот поради наша безбедност. Така што дали на градоначалниците уште едното приведено лице им е одреден притвор и за каков притвор станува збор, дали за оној краткотраен од 48 часа или 30-дневен притвор. Во очекување сме обвинителството ги соопшти првите информации за денот со оглед на тоа што ние и досега побаравме конкретни информации пред ова вклучување, но не добивме. Папазов синоќа всушност е и втор пат свикан во обвинителството. Првиот пат тој својот исказ, односно на распит, беше во обвинителството на 17 март, каде што по распитот обвинителот од обвинителството соопштија дека понатаму ќе одлучуваат каков ќе биде неговиот статус во понатамошната постапка. Тогаш обвинителството соопшти дека во приложение го читам соопштенијето од 17 март, дека извршен распит на градоначалникот на Кочани кој даде определени појаснувања и сознанија. Таквиот исказ се споредува со доказниот материјал и надлежностите на општината, пошто ќе биде донесена одлука за неговиот натамошен статус во постапката, информира од обвинителството за првиот распит на кој што беше свикан Папазов. Така што во очекување сме дали им е одреден притвор, ако ми е одреден колку време трае. Папазов е градоначалник во оставка, односно 2 дена по пожарот, како што напиша на социјалните мрежи, дека се повлекува од функцијата градоначалник поради морални причини.
додека Радко Димитровски ја раководеше општината од 2009 до 2017 година. Тој најдолго од сите тројца бил на функцијата градоначалник на Кочани, односно 2 мандати, додека пак неговиот наследник Николчо Илиев беше градоначалник во периодот од 2017 до 2021 година, а на последните локални избори градоначалник на Кочани стана Љупчо Папазов се до пред неколку дена кога си даде оставка од морални причини. На поголемиот дел од осумничените и приведените денеска им завршува оној краткотраен притвор кој што го имат, додека Крешник Бектиши и тројцата раководители во Министерството добија 30-дневен притвор, 30-дневен притвор има и за полициските службеници од Штип и Кочани кои што се сумничат дека се потпишувале дека се исполнети законските услови за дискотеката Пулс, пошто дискотеката добила дозвола за да работи. Меѓу приведените се и обезбедувањето на дискотеката, така што, како што напомена, вечерва завршува тој краткотраен притвор, па во ишакување сме и обвинителството каква одлука ќе донесе, дали обезбедиле доволно докази за да им го продолжи притворот на сите оние кои што се во краткотраен притвор. Секако се надеваме дека обвинителството ќе ги даде потребните информации до вклучувањето точно напладне во 12 часот, пак се надевам дека ќе имам и што ново да соопштам од како тече предистрагата, но и истрагата. Да, Тамара Дичевска, остануваш во Кочани за да ја следиш истрагата. Следното вклучување од тебе го очекуваме и во плодневните вести. А денови по трагедијата се објавуваат и нови сведоштва за херојски чекори од оние кои ја преживеа несреќата. 19-годишниот Јован од Виница, ризикувајќи го својот живот, успел да влезе во дискотеката и да спаси 20 деца. Тивкиот херој во големата трагедија. Вака на социјалните мрежи го опишуваат младиот Јован Костадинов од Виница. Во моментите на хаос, страв, паника, 19-годишното момче успеало да влезе во дискотеката и да спаси 21 дете. За време на пожарот бил надвор, успеал да најде вода во близина, ја натопил маицата за да ја стави на лице и без двоумење влегол внатре, преку помошна просторија за да спасува луѓе, стои во една од објавите. И мајка на повредено дете јавно му се заблагодарува на Јован. Во најтемните моменти на паника и хаос, кога сите беа збунети и во страв, Јован се појави како светлина на надеж. Без да размислува, го зеде мојот син кој беше под рушевините на дискотеката и го носеше на својот грб низ огнот и чадот се до болницата во Кочани, со цел да го спаси, додека сите наоколу бегаа и се бореа за својот живот, напиша мајката на социјалните мрежи. Многу граѓани кои го познаваат, го опишуваат херојството на момчето кое го ризикувало сопствениот живот за да спаси туги и се молат за него да биде добар. Поради вдишување на чад е хоспитализиран на токсикологија и е во стабилна состојба. Министерот за здравство најави дека постхумно ќе биде одликуван Иле Гоцевски, возачот на Кочанската брза помош, кој почина на спиење ден по трагедијата, откако цела ноќ и утредента превезувал тешко повредени. Дури 11 пати возел од Кочани до Скопје. Видете, во вредна состојба, тој ден сите работевме повеќе од 20 часа. Ја немам информација шоферот колку часови работел, меѓутоа дека е направил огромна работа за превоз на пациентите, тоа е неспорно. Јас планирам како Министерство за здравство постхумано неговото семејство да го викнам и да го одликуваме. Планирам ова, меѓутоа не беше сега состојбата, нека помине оваа недела, идната недела планирам како министер да го одликувам постхумано. Граѓани на социјалните мрежи повикуваат и младиот Јован да добие орден за храброст. Александар Динев, Сител телевизија. 30 милиони динари досега се собрани преку Фондот за солидарност на Црвениот крст и броевите за донација. Оттаму апелираат донациите да бидат во финансиски средства кои во овие моменти им се најпотребни на семејствата на жртвите и на оние кои се уште се лекуваат.
Повеќе од 30 милиони денари досега се собрани преку Фондот на солидарност на Црвениот крст и броевите за донација за помош на семејствата кои ги изгубија најмилите и на повредените во трагедијата во Кучани. Од Црвениот крст вела дека најмногу донации има преку телефонскиот број, но постојано стигнуваат финансиски средства и преку отворената сметка од локални самоуправи, компании и граѓански организации од дома, но и од странство. Заклучено со вчерашниот ден, преку сите овие три начини на донирање, собрани се 30 милиони 88.821 денар. Тоа е заклучно со вчерашниот ден, а веќе од денес Црвениот крст два пати во текот на денот ќе прави пресек на средствата кои што пристигаат на овие три начини и се прави сумирање на вкупната сума. Сакам да истакнам дека оваа акција очекуваме да трае во наредните 10 дена, бидејќи има доста најави за уплати од корпоративниот сектор, локалните самоуправи и има неколку најави од надвор, значи од странство. До сега добијани се доволно донации во Кебиња и Постелнина кои од следната недела ќе бидат донирани во болниците во Скопје, Штип и Кучани. Апелира донациите да бидат во финансиски средства кои ќе бидат предадени на семејствата на жртвите во трагедијата и на повредените кои треба да го продолжат лекувањето. Апелот на Црвен крст беше да се донираат повеќе финансиски средства, значи секој кој што може да донира толку колку што може, бидејќи сметавме дека финансиската донација ќе им биде најмногу потребна и најкорисна на семејствата, бидејќи во наредните периоди долготрајно ќе трае лекувањето на пациентите, нели се дека се вратат во нека нормална состојба за да го продолжат својот млад живот. Имаме и доста големи донации во нашите магазини во Црвениот крст на град Скопје, каде што имаме постелнини, кебиња, перници, дополнителна опрема, пешкири, пижами, се она што е потребно нели да се донира во болниците во Скопје, Кучани и Штип и сите во текот на следната недела ќе бидат донирани. 24 мобилни екипи на Црвениот крст и повеќе од 180 волонтери денеска и во сите овие денови на тага им се поддршка на семејствата на загинатите и повредените од пожарот. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција, може да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. А во рамки на засилените контроли на ноќните барови и дискотеките низ државата, затворени се уште 2 објекти во Тетово, додека кај 16 објекти кои биле проверени во Густивар биле утврдени низа на прекршоци. По засилени контроли на Министерството за внатрешни работи, пак вчера е приведен 53 годишен скопјанец кај кого се пронајдени 10.000 парчиња пиротехника на тезга на Битпазар кои биле наменети за продажба. Полициски службеници од СВР Скопје вчера на подрачје на Битпазар приведоа 53 годишен скопјанец. При постапување по претходно изготвен план на импровизирана тезга на Битпазар, пронајдени и одземени се околу 10.000 парчиња разновидни пиротехнички средства наменети за продажба. По консултација со надлежен јавен обвинител, лицето е задржано за понатамошна постапка и по комплетирање на целокупната документација ќе биде поднесена соодветна кривична пријава до основното јавно обвинителство Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. По пожарот во дискотеката во Кучани, кој беше предизвикан од пиротехниката на сцената, властите најавија дека е можна и целосна забрана за употреба на пиротехника во ноќните барови и дискотеките. И во вестите во 12